Така, значи, јас како прв човек во болницата, како менаџер и ние воопшто во сите јавни здравствени установи, нашата цел е не само да ги подобриме условите за здравствените работници, значи поведување на нови диагностички методи, кои што и започнавме да ги работиме во изминатиот период со нов ехоапарат, со магнетна резонанца, започнуваме со ангиографија, започнуваме со работа на гастроскопија и колоноскопија, започнавме со работа на операција на катаракти и продолжуваме понатаму да ги зголемуваме се диагностички методи кои што ни се потребни за полесен терапевтски пристап кон пациентите. Меѓутоа, она кое што е многу важно е да ги подобриме и условите за пациентите, затоа што навистина и за Општа болница Струмица, ова стара зграда е навистина стара, дотраена и бара навистина освежување и реконструкција. Во изминатиот период ние направивме дел од приземјето, значи гинеколошките амбуланти, хирушките, интернистичките амбуланти, и педиатриската амбуланта со дневна болница за прв пат во Општа болница Струмица. Меѓутоа, сега започнуваме и со, наредната недела, јас навистина ми е многу драга, затоа што како педијатар можам да најавам дека нашиот оддел за педиатрија заслужува да биде навистина реконструиран. Станува збор за една реконструкција која што ќе ја оствариме благодарение на општествено одговорни компании. Јас навистина ги поздравувам и се заблагодарувам. Започнуваме со реконструкција на столаријата, на прозорците, значи комплетно на сите, со реконструкција на подот, затоа што сметам дека нашите најмали, тоа се децата, заслужуваат навистина подобри услови, затоа што тие се нашата иднина. Инвестирајќи во здравството, инвестираме во иднината, инвестирајќи во младите, повторно инвестираме во иднината. Директорке, може ли да кажеме по колку години се случува промена на столаријата? Претпоставувам дека таа деценија не е промената исто и подовите. Значи тоа се мислам дека столарија и подови кои што се од самото градба на болницата, тоа е можеби 50 години. И ние започнавме со една ваква реконструкција на дел од овие прозорци во скаличниот простор, го реконструиравме целосно скаличниот простор со нови прозорци и сега се надевам започнуваме одделот за педиатрија, па ќе продолжиме и со другите оддели, се со цел навистина да добие за Општа болница сосем поинаков лик. Има ли заинтересираност воопшто од регионалните, можеби од наши иселеници за донации, за учество во градењето на подобар здравствен систем? Да, јас сакам во оваа прилика да се заблагодарам за сите оние кои што во изминатите неколку 7-8 месеци, додека сум јас директор, донираа навистина немедицинска опрема, тоа се кревети, значи целиот нов крак од болницата е опремен со нови кревети, надказни, значи тоа се немедицинска опрема која што е неопходна за да може да профункционира болницата. Ги сменивме речиси 80% од креветите кои што се и на овие оддели. Инфективниот оддел целосно е реконструиран со нови кревети. Централен довод на кислород имаме таму и тоа се благодарение на општествено одговорни компании кои што можам да кажам со еден збор не поддржуваат во она кој што го започнуваме како инвестиција.